И здраво, другари, добредојдовте во моето ново, воедно и прво 24-часовно видео. Како што гледате по насловот, денеска одлучив да снимам видео во кое што 24 часа ќе јадам само и исклучиво црвена храна. Па токму од таа причина одлучив да облечам и црвена мајца и целиот ден некако да го живеам во црвена боја. Долго време размислував дали воопшто да снимам 24 часовни видеа, затоа што генерално немам доволно време за видео од овој тип. Меѓутоа, моментално сме во карантин со продолжен полициски час од 85 часа и ако сега не направам 24 часовно видео, никогаш нема да направам. А мислам дека овој тип на видеа ќе ви се допадне, па од таа причина ставете лайк на оваа видео и доколку истото собере, сега ќе претерам, ама 3000 лајкови, ќе продолжам да снимам 24 часовни видеа, не само како јадам храна во една боја, туку и видео типот 24 часа живеам во кола, 24 часа живеам во WC, 24 часа седам буден, 24 часа без цигари. Така што ете, во овој момент апелирам и до сите вас да ми пишувате во коментари што следно би сакале да ви снимам од овој тип. А јас ќе се потрудам најбараните идеи да ги реализирам откако ќе собереме 3000 лајкови на оваа видео. Еве малку ќе се снимам и пред црвениот ѕид што го имам во соба, за се некако да биде црвено. Пред да се нафатам да го снимам оваа видео, каде што 24 часа јадам само црвена храна, размислував што се е црвено, а јас јадам, односно сакам да јадам. Свашта нешто ми падна на памет, меѓутоа не знам дали сите тие намирници ги имам. Во едно од видеата, односно смути челенџот, цело време викам намерници, намерници, намерници и луѓето почнаа да ме поправаат во коментари, но тоа ја не го греша во видеото затоа што бев убеден дека е намерници, а не намирници. И еве сега се исправам. Се надевам дека ќе најдам доволно намирници кои се црвени за да можам да ги истерам некако овие 24 часа, а да не останам гладен. Меѓутоа сега ќе направам еден преглед у фрижидер и ќе видам што се е црвено, па според тоа што го имам ќе пробам да направам најмалку 3 оброци, односно доручек, ручек и вечера, затоа што уште немам доручкувано. Утре е инаку Великден, јас ова го снимам во сабота, така што претпоставувам дека имам и црвени јајца. Па и тоа ќе можам да го искористам. И ете, тоа е тоа, нека биде ова најавата за денешното видео, а се што ќе ми се случува во текот на денот, ќе ви го снимам во вид на влог, при тоа ќе ви покажувам што ќе јадам, а е во црвена боја. Океј, имам домати, што е црвено, имам томатело сос, што е исто така црвено, имам воќен јогурт од што е ова? Малина и купина, така што мислам дека е црвено. Имам кетчуп, што исто така е црвено. Овде постои некаков сок од јаболко и цвекло, валјда, али ја тоа не пијам. Океј, имам и ајвар, што исто така е црвено и сакам да го јадам. Имам цвекло, тоа не ми е најомилено јадење на светот, али може да се искористи. Океј, имам и природно цвекло, така што можам да направам салата со зелка и морков и автоматски ќе биде црвена затоа што преовладува цвеклото. Имам и црвено вино, тоа е најважно. Океј, овде имам малини, имам овошен микс, тоа све е црвено, мислам дека имам и јагоди, само не можам сега да ги најдам. Генерално имам доволно овошје за да го истерам денешниот ден додека јадам црвено. Имам и вакво чудо сладко љути чили сос, така што можам да го искористам, да го јадам со нешто и да преовладува бојата на ова. Имам и болонјезе сос, кој исто така е црвен, така што можам да си направам шпагети, односно болонјезе шпагети и да преовладува црвената боја. Мајка ме мие садови, па ако слушате бука у позадина да знаете што е. Овде имам сок од јагода, амбалажата е сина, меѓутоа внатре сокот е црвен, така што имам и што да пијам денеска. Океј, иако е 4 попладне, уште немам доручкувано, а сакам во видеото да направам најмалку 3 оброци во црвена боја. Одлучив за почеток да јадам ајвар. Земав 4 вакви кришчиња, инаку ја не јадам леп со бело брашно. Консумирам само ваков леп, тонус.
И еве како финално изгледа мојот прв оброк за денеска. За повеќе рецепти следете ме на Инстаграм. Се зезам. Откако ќе се најадам нешто подоцна, ќе ви се јавам за да ви кажам што следно ќе готвам, затоа што ова нема долго да ме држи. Го јадам чисто за малку да се заситам, оти веќе 4 попладне, нит ми е доручек, нит ми е ручек. Како и да е, све ќе ви снимам, ова е првиот оброк и нека ми е на здравје. Се ми текна дека имам дури и црвен Bluetooth звучник за музика да слушам на него. Па хит! Еве неколку часа подоцна да ви се прејавам за да ви кажам дека се најадов. Објавив ново видео на YouTube и се размислувам да излезам малку на тераса додека е ден, да искористам од убавото време. Ќе испијам едно кафе и сок од јагода, затоа што немам ништо друго црвено за пиење, освен црвено вино, а црвено вино не милувам нешто многу да пијам, особено не попладне. Како и да е, знаете дека црвено кафе не постои, така што приморен сум да пијам обично кафе, меѓутоа ќе се потрудам да најдам некоја црвена шолја, у која што ќе го направам истото тоа кафе, све некако да биде црвено. Како и да е, ќе ви се снимам, ќе ве апдейтирам што ќе се случува со мене и моите оброци, црвени оброци. И тоа е тоа, се слушаме после. Еве кафето у црвена шолја, црвен сок од јагода и чизкейк на кој што преовладува црвената боја. Се на камера малце лошо се слика, али генерално се е црвено. Моментално е 7:30, одлучив да си направам болонјезе шпагети и во оваа видео да искористам прилика и да ви покажам како јас тоа ги правам моите омилени болонјезе шпагети, така што ве носам со мене у кујна и step by step. Ова се да речам основните состојки што јас ги користам за да направам болонјезе шпагети: томатело, кари, лук во прав, бибер, вегета, мелено месо и прво и основно шпагети јас користам Nutribio, односно интегрални шпагети, и ќе го заборавев најбитното болонјезе сос. Од едната страна ги ставив шпагетите да се варат, од друга страна првенствено уклучив да го спржам морковот и кромидот кој претходно го исецкав, како ова се вика. И искрено се надевам дека болонјезето ќе ми излезе црвено, затоа што користам неколку црвени намирници, меѓутоа многу често знае да преовладува кафеавата боја, затоа што месото е кафеаво, но ето овој пат ќе додадам повеќе томатело и ќе се потрудам да не ми пропадне овој ручек. Откако кромидот и морковот ќе ја променат својата боја, го додаваме меленото месо во тава. Леле, ова најмногу мразам. И што ја да правам се? Морам да намалам валјда. Океј, меленото месо е спржено, така што сега ќе го додадам прашокот за болонјезе сосот, а потоа и сите зачини. Ова е уствари прашокот за болонјезе, вака тоа изгледа внатре. Многу е битно да ви кажам дека откако ќе го додадете прашокот за болонјезе сос, мора да ставите во тавата и малку вода, и еве по автоматизам ова стана црвено, така што нема да ми пропадне ручекот, ниту видеото. Значи додадов вегета, босилек, црн пипер, кари и лук во прав. Сега откако тоа ќе го соединам, ќе додадам томатело сос. Ауч. Како и да е, откако го додадов томателото, ќе оставам смесата да се издинста, како тоа се вика. Океј, шпагетите се готови, така да сега ќе ги исцедам и ќе ги додадам во оваа смеса која допред малку ја праве. Океј, ја извадив водата од шпагетите. Зезнато ми е тоа што со една рака се снимам, со друга готвам, но валјда ви ги доловив сите суштински моменти. Сега ќе ги додадам во ова. Океј. И сега откако ги сипав и шпагетите во истата оваа тава со сосот, мешам, чекам све тоа да се соедини и после ги сервирам у тањир. И другари, еве да видите како финално изгледа мојот втор оброк за денеска во црвена боја. Знам дека лошо се снима, затоа и напоменав во неколку наврати дека може да изгледа
онака кафејаво, меѓутоа црвено е. Идам да јадам па се слушаме нешто подоцна. Ау, човече. Само што завршив со јадење, буквално се препотив од што беа жешки, не почекав да остинат, дали се вика да остинат или да се оладат, како и да е. При тоа многу направив и све изедов и сега ме боли желудникот, али добро. Сакав да ви кажам дека беа превкусни и доколку ги имате сите намирници дома, намирници се извинувам, пробајте да ги направите, сигурен сум дека ќе ви се свиѓаат. Толку се прејадов што уопште се мислам дали да правам нешто за вечера, оти не сум сигурен дека ќе ми се пријаде додека да си легнам, но како и да е ќе ви се јавам нешто подоцна кога ќе смислам што би можел да јадам, а тоа да не е нешто тешко. Како и да е ќе ви се јавам нешто подоцна, идам да испушам цигара, ќе умрам и да скролам малце да видам што има на интернет, да видам кој пуштил ново видео, да погледнам какви се вашите реакции на моето ново видео, да здивнам се на се и ќе се слушнеме. Ајде краток апдейт од мене, нака 11 сате, време е као за вечера, меѓутоа јас сум фул, се уште и не ми се јаде, па токму од таа причина и ви се јавувам. Не сакам да се форсирам и не сакам да јадам само за да снимам, ниту да готвам нешто што е црвено само за да го сготвам и да ви го снимам, а да не го изедам. Јас секако продолжувам да се снимам и утре, затоа што видеото го почнав на кај 2 попладне, така што ќе го терам буквално 24 часа, затоа што и самото видео се вика 24 часа јадам црвена храна. За некој сат до 2 планирам да си легнам, затоа што денеска релативно рано станав. У случај да заглавам и да ми се пријаде, ќе ви се снимам и ќе јадам нешто црвено. И да, ќе искористам оваа прилика да ви го честитам празникот Великден на сите вас кои го славите. Ви посакувам многу здравје, мир, спокој, среќа, љубов, се поред. Се надевам дека сте добри, се надевам дека се чувате, се надевам дека сте со своите најблиски, се надевам дека имате убав ден и дека моите видеа го исполнуваат вашето слободно време во карантин. Се слушаме со вај. Добро утро, другари. Буквално само што станав од спиење и прво што направив ја облеков црвената мајца. Ставив у кујна вода да ми изоврие кафе да се направам. Ќе се освестам малце па ќе ви се јавам затоа што не можам да функционирам никако. Дали косава не ме личи, дали... И треба да идам на јајца кај моето дневно. Тоа е спектакл. Среќан празник. Христос воскресе. Христос воскресе. Навистина воскресе, пала и на тебе. Ајде, маче. Само црвено, пошто живото црвено боеш увек. Ево, ме црвено, идеално црвено. Абе, црвени паре! У црвено боја живо! 40 евра! Даци ти ми го испоштуј видео. Сликај го само и ми го вратиш. Е, црвена пара за сликање. Морам да ја вратам. Црвена пара за живот у црвена боја. О, хит. Кој прв? Ајде. О! Ај се. Dacu Marika, kad je ta glava? Кој победи? Победник сум јас. Майк. Со 140 dinara не може да пакне цигара да купам. Фала ви. И другари, ова е мојот прв оброк за денеска. Ставам збор за црвено смути. Ментално ставам банана, што не е црвено, но ќе ставам и овошје кое ќе преовладува со бојата, односно црвено замрзнато овошје. Претходно у блендерот ставив малку вода, додадов банана, одозгора додавам малини, ставив малку повеќе од што треба, ама добро, и јагоди. Преку ова ќе додадам млеко и една голема лажица мед. Си најдов друга црвена шолја која е поголема од онаа во која што вчера пиев кафе, така што денеска ќе си направам кафе у новогодишна шолја. И другари, еве како финално изгледа мојот прв црвен оброк за денеска. Ова е уствари смути, се пие, не се јаде, али доволно заситува да можам да го искористам во вид на доручек. Моментално е на кај 12 саат, тука е и црвениот сок и тука е кафето во црвена шолја. Така што светото тројство може да излезе на тераса и да чила малце.
Точно е 13 часот и 42 минути. Мислам дека е вистинско време да го одјавам ова видео, затоа што вчера почнав да го снимам на кај 2, што значи дека скоро па поминаа 24 часа. Со оглед на тоа дека уште го пијам смутито кое са бајле го направив, нема да јадам ништо друго во црвена боја. Не ми преостанува ништо друго, освен да ви се заблагодарам што го гледавте ова видео, кое искрено се надевам дека ви се допадна. Доколку сакате да продолжам со ваквите 24 часовни видеа, обавезно ставете лайк на ова видео и доколку собереме 3000 лајкови, продолжуваме да снимаме 24 часовни видеа. Исто така во коментари под ова видео предложувајте ми идеи за ваквите 24 часовни видеа. Колку пати реков 24 часовни видеа во ова видео. Како и да е, овде се одјавувам, идам да го монтирам ова, затоа што влогот сакам да излезе уште денеска, односно не знам дали е влог, видеото, како и да е. Се надевам дека имате убав ден, ви посакувам многу здравје и среќа и уште еднаш ви го честитам денешниот празник на сите вас кои го славите. Исто така ви посакувам убав ден и на вас кои не го славите, како и да е, уживајте со најблиските и чувајте се. Ćao!